момент во живо ќе се вклучиме и пред полициската станица Карпош, каде, како што пред малку информиравме, е на распит поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Зоран Јаневски е таму. Зоран, кои се последните информации, дали и по 15 часа Бектеши е се уште во полициската станица во Карпош? Според информациите од Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и од официјалната изјава на првиот човек на Министерството за внатрешни работи, Панче Тошковски, се уште е овде во полициската станица Карпош поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Тој е повикан на распит овде во текот на вчерашниот ден од доцните попладневни часови, меѓутоа се уште се наоѓа овде. Според информациите со кои располагам, успеав да разговарам со адвокатот Еленко Миланов, иако тој не открива чиј бранител е, сепак неофицијално го застапува поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Како што кажа адвокатот Миланов, во текот на вчерашниот ден Крешник Бектеши била повикана на распит заради фалсификуваната дозвола која што била подпишана токму од него, издадена од Министерството за економија. Бил повикан на распит, меѓутоа непосредно пред да ја напушти полициската станица му било кажано дека ќе биде задржан во полициска станица, па се уште се наоѓа овде. Инаку во полициска станица, според информациите од Министерството за внатрешни работи, се наоѓа и тогашниот државен секретар во Министерството за економија Размена Чекиќ, која исто така била подпишана на дозволата за дискотеката во Кочани. Ова се последните информации одовде од полициската станица Карпош. Како што кажав и претходно, поранешниот министер за економија Крешник Бектеши од вчерашните доцни попладневни часови е се уште тука, се уште не се знае дали и за него се бара притвор и доколку биде побаран притвор, дали тој ќе оди пред судија на претходна постапка во судот во Кочани или пак определувањето мерка притвор или пак некакви мерки на предпазливост ќе бидат изречени од судија на претходна постапка овде во Скопскиот кривичен суд. На тебе за сите овие информации, секако многу повеќе очекуваме во следното информативно издание. Продолжуваме понатаму.